Раззеленување на училишните дворови и на детските градинки низ целата земја. Компанијата ДМ Дрогерија Маркт го најави отворањето на конкурсот Зелена иднина од градинка до училиште, на кој можат да се пријават сите државни и општински градинки, основни и средни училишта ширум Македонија за хортикултурно уредување и раззеленување на нивните дворови. Целта на компанијата е да поттикне љубов, одговорност и зелени навики, бидејќи, како што велат, овие нешта најубаво се учат од најрана возраст. Денес гордо најавуваме дека продолжуваме со нашата зелена мисија. Овој пат екоавантурата продолжува со раззеленување на училишните дворови низ целата земја. Од денес го отвораме конкурсот Зелена иднина од градинка до училиште, на кој ќе можат да се пријават сите државни и општински градинки, основни и средни училишта за хортикултурно уредување и раззеленување на нивните дворови. Тука би сакала да ги споменам и нашите партнери, без кои што ова иницијатива на вистина не би била возможна. Тоа е Министерството за образование и наука и Македонското еколошко друштво. Конкурсот е веќе достапен на нашата платформа dmzajedno.mk и истиот ќе биде постојано отворен. Преку овој проект ДМ оваа година сака да инвестира речиси 1,5 милион денари само во садење на дрвја низ училишните дворови во земјата. Бидејќи сакавме овој проект да има една повисока цел, истиот го збогативме со едукативни и интерактивни работилници и тоа благодарение на експертизата на нашите партнери од Македонското еколошко друштво. Преку овие работилници, децата и учениците во оние градинки и училишта, каде што ќе пошумуваме, ќе научат многу повеќе за самото пошумување и грижата за животната средина. Со ова, сакаме да отвориме еколошки диалог помеѓу најмладите, да ја поттикнеме љубовта, одговорноста, зелените навики, бидејќи тоа е нешто кое што се учи уште од најмала возраст. Истовремено, ќе ја искористам оваа прилика да најавам дека оваа година, покрај конкурсот, традиционално, 4-та година поред ќе организираме и масовно пошумување на планинските предели во земјата. Оваа година ќе биде најмасовната акција досега, при што ќе насадиме 50.000 садници во околината на Штип. Садењето во градинките и во училиштата ќе се одвива во етапи во месеците што се предвидени за садење: септември, октомври, ноември, март, април и мај. Со оваа иницијатива, ДМ Дрогерија Маркт сака да инвестира речиси 1,5 милиони денари за садење дрвја во дворовите на градинките и училиштата низ цела Македонија. Едукацијата на младите за животната средина е клучна за создавање на свесни и одговорни идни генерации. Ако едукацијата започне од мали нозе, може да создаде основа за активно вклучување на младите луѓе во дефинирање на нивните ставови за животната средина и нивната грижа за зачувување на природата, велат од Македонското еколошко друштво кои се партнери во проектот. Преку овој проект МЕД ќе се вклучи во едукација на најмладите и одржување на садниците во нивните училишни дворови. Одржувањето на функционални екосистеми, во случај функционални шумски екосистеми, е особено важно за да можат тие да ги даваат услугите кои што ние ги добиваме од шумите, односно да ни го пречистуваат воздухот, да ни обезбедуваат чиста вода, да ни обезбедуваат, да ни ја спречуваат ерозијата, да ни даваат различни други придобивки и секако да го намалат ефектот на влијанието од климатските промени. Тоа е сето неопходно за да може да се одржат сите оние видови и растенија кои што функционираат во рамки на тој еден шумски екосистем. Секако, пошумувањето е една од основните алатки, која што е важна за да можеме да одржиме такви здрави, витални шумски екосистеми. Значи, пошумувањето без разлика дали се врши во природата, во нивните природни живеалишта, или пошумување во градските центри, за да создадеме едни мали јадра со дрва, за да можат да ни овозможат некое понормално функционирање на градските центри. Секако тоа е долгорочна инвестиција и бара многу заложби, не е само дека ние ќе ги активираме децата со
садење дрвца во нивните шумски дворови, нивните школски дворови, туку и ќе обезбедиме и нивна понатамошно одгледување и едукација како целиот овој процес треба да се одвива, за да може да имаме ефект од самото пошумување. Во таа насока, кампањата на ДМ Пошумуваме заедно за позелено утре од 2025 еден одличен пример за интегрирање на еколошките теми во воспитно-образовниот процес уште од најраната возраст. Оваа година од компанијата најавија дека е планирана најмасовна акција досега за засадување на 50.000 садници во околината на Штип, со поддршка на јавното предпријатие Национални шуми, вработени во ДМ и волонтери. Да објавиме дека соработката со ДМ маркетите продолжува и понатаму и да ја истакнам мојата голема благодарност на ДМ маркетите затоа што на дело покажуваат што значи општествено одговорна компанија. Станува збор за ново пошумување во околината на Штип. За жал, ланската година таму имавме пожари, меѓутоа ние рековме нема да оставиме нити едно опожарено место да не го пошумиме. Ова опожарено место, благодарение на ДМ, сега ќе добие нова шума и понатаму истата нормално ние ќе се грижиме за неја за да добие свој облик онако како што го сакаме после извесен број на години. Тоа што сакам да го промовирам е тоа што ќе пошумуваме сега комбинирано. Почнуваме еден проект на нов начин пристап во пошумувањето. Тоа се најстабилните насади во однос на пожарите, значи ќе комбинираме и листопадни и зимзелени дрвца со цел да добиеме што е можно по-стабилен насад во однос и на болести, и на пожари и така натаму. Значи една нова култура во однос на пошумувањето во Република Македонија, се со цел тоа што сме го согледале како недостатоци во минатото, да не ни се повторува во иднина. Преку проектот Пошумуваме заедно за позелено утре, во изминатите 3 години беа насадени повеќе од 100.000 садници на територијата на цела Македонија.